Председателе, почитувани колеги, почитуван главен државен ревизор, почитуван јавен обвинител. Добро е што сите овдека пратеници во оваа комисија и од власта и од опозицијата се сложуваме дека најважно е да се преземе одговорност, да се утврди одговорност. Бидејќи верувам дека ќе се сложите сите, во оваа држава лошите работи ни се случуваат поради една од причините е немањето, неутврдувањето и непреземањето на одговорност. Овдека се спомнаја неколку случаи, неколку несреќи кои верувам, убеден сум, немало да се случат доколку некој си ја работел работата како што треба, а доколку се преземело одговорност и навреме се реагирало, некои случаи немало да ни се повторуваат. Почитуван јавен обвинител, во вашето излагање или реплика кажавте дека ова мора да се заврши и дека ќе го завршите во интерес на граѓаните, заради лекарите. Да, и заради нив, но почитуван обвинител, ова вие требаше многу порано да го завршите, досега требаше да има разрешница, не заради само граѓаните и заради лекарите, туку бидејќи тоа ви е вас работа. Вие требаше да си ја завршите својата работа, бидејќи вие сте платен за тоа. А помина месеци, гледаме дека вие не реагирате. Имавме во несреќата со Ласкарци 15 загинати, во модуларната болница во Тетово 14, потоа ни се случи Беса Травел несреќата 45 загинати, значи 75 луѓе ги изгубија своите животи, а се спомнуваше во Ласкарци автобуси без технички преглед поминат, што сето тоа го дозволила власта. Се спомнуваше, се утврди вина на кабелот и се смееше на тоа, се иронизираше целата јавност, а не се утврди одговорност зошто модуларната болница била изградена од несоодветен огнеотпорен материјал. И немаше да ни се случат, да ни се повторуваат несреќите и лошите работи како на лента, ако некој си ја вршел својот дел од работата. И се случи и Беса Травел со 45 загинати, каде што се кажуваше јавно, автобусот на Беса Травел ја поминувал границата без печат, без лиценца, без дозволи. И на крај дојдовме до ова за што сме сега, Универзитетската клиника на онкологија, каде што не знаеме колку луѓе ги изгубиле своите животи поради некое злосторничко здружување, постоење на злосторничко здружување внатре во клиниката за онкологија и радиотерапија, каде што се обвинуваат лекари, вработени, медицински сестри, дека наместо на пациентите да му даваат терапија, му давале физиолошки раствор. Што е недозволиво и да, се сложувам и го поздравувам ова од сите пратеници дека сме на исти став. Овде, конечно, мора да има утврдување на одговорност. Морална, политичка и кривична одговорност. Онкологија, почитувана македонска јавност, само ни покажува, ни демонстрираше дека системот во државава е во колапс. Ако само 10% од ова што го слушаме и читаме овде деновиве и по медиумите и што се зборува во јавноста, верувам дека е точно, верувам дека ќе се сложите дека уште денес ние треба да прогласиме морален, политички и правен банкрот. Ова е недозволиво. Ни се случува недозволена толеранција на организираниот криминал и корупција. Тоа е мотивот
зошто се правело тоа што се правело на онкологија. Незаконска заработка на пари на грбот на граѓаните, на грбот на животите на граѓаните. Некој овој криминал го платија со својот живот. И за тоа треба да одговара. Јасно и гласно кажувам дека власта го продуцира и овој криминал. А вие, почитуван јавен обвинител, со толеранцијата ваква на криминалот, вие дозволувате да бидете ангел чувар на криминалците во државава. Секоја чест на државниот ревизор за извештајот и ако зборуваме за докази, да не знам, материјали, еве почитуван јавен обвинител, ова е годишниот извештај, ви го поклонувам, ви го давам, не знам дали го имате, дали го поседувате, верувам дека би требало. Внатре има се она што ви треба за вие да можете да постапите. Зошто не постапувате и како постапувате и зошто досега нема разрешница, јас не знам, па ме интересира и затоа имам јас неколку прашања. Бидејќи овој извештај од Државниот завод на ревизија е завршен во март, истакнат во април, зошто никој од јавното обвинителство не го прочитал извештајот и не увидел потреба дека по него треба и тоа како да се постапува. Да се постапува бидејќи во многу делови од извештајот е утврдено работење спротивно на закон на клиниката за онкологија. Па затоа јас ќе ве прашам, обвинителе, дали чувствувате одговорност? Извештајот бил јавно достапен од април, а вие сте дозволиле да постапите по јавно допрен глас од медиумите. Дали тоа значи дека ако медиумите не ја извадеа оваа афера на површина, дека работата и че си течеше? Дека и понатаму наместо цитостатици, наместо модерна биолошка терапија, пациентите, дел од пациентите ќе биле лекувани со физиолошко раствор, односно со вода. Спомнавте тука некои 7 лица од клиниката, па еве дали и за нив се води истрага. И за она што не обвинивте како пратеници, дека пратениците барале притвор, е небулозно. Јас само ќе извадам нешто што имав прилика да прочитам, реакции на стручната јавност на ваши колеги, како например екс-обвинителката Лејла Кадриу, која има, жената дае едно интервју, едно мислење, и насловот на ова интервју со неја е осомничените треба да бидат во притвор. Затоа е тука прашањето мое, дали и зошто досега немате утврдено притвор. Бидејќи почитуваната екс-обвинителка во еден дел од интервјуто вели не е доволно она што се работи, не се доволни оние реченици, ги зедовме на распит, ги повикавме на распит, ги зедовме компјутерите, тоа не е доволно. Тоа се работи што можат да се заменат и да исчезнат. Без претходно да ги обезбедите сторителите, секој што бил вклучен во процесот, од моментот кога биле прифатени до моментот на дистрибуција. Што се случило, да се направи анализа за нив и да се обезбедат докази. Но не, вели, не на овој начин, со комисии, бидејќи сите во оваа земја, вели, треба да си ја знаат работата, она што говорев уште на почетокот. Бидејќи вие требало и треба да си ја завршите вашиот дел од работата. Бидејќи од Државниот завод за ревизија и вчера видовме, ни беше истакнато и кажано и од главниот државен ревизор дека што и како се случувало на онкологија. Од нивната извршена анализа, утврдена и нотирана во извештајот, околу начинот на избор на видот и обемот на терапија, на лекови,
нивната набавка и аплицирање на терапијата на пациенти го утврдиле следново. Вика, констатиравме дека планот на клиниките не е резултат на доставени предлози од страна на стручниот колегиум. Утврдиле дека стручен колегиум на клиниката за онкологија во тој период не постоел, не функционирал. Од причина што истиот вика не бил функционален во 2021 година. И планот е изготвен единствено врз основ на историски податоци за потрошени количини на лекови. Оваа состојба, велат, создава ризик од субјективно и селективно определување на лекови за кои се одобрува условниот буџет, кое не е подкрепено со стручна анализа и предлози и не е во согласност со член 112 од Законот за здравствена заштита, што вас требало да ве заинтересира и да ве заинтригира, бидејќи очигледно е нотирано дека овде не се работело според закон. А вие требало со истакнувањето на извештајот некој од обвинителство да го прочита и да реагира. Јасно и гласно се нотирало, си ја завршил ревизорот работата, дека овде е прекршен законот, се работи спротивно на закон. Понатаму вели, на клиниката не се донесени медицински протоколи, упатства, насоки со кои ќе се воспостават правила и ќе се утврдат критериуми кои треба да ги исполнува пациентот за да прима биолошка терапија, ниту пак во оваа насока се носеле одлуки од страна на стручниот колегиум, кој уште еднаш ќе спомнам, не постоел, не функционирал во тој период. Имено, вели, во текот на 2021 година, конкретно, концизно е наведено. Докторите одлучувале кои пациенти ќе примаат биолошка терапија, зашто одобрение давал медицинскиот директор. Значи, без да се земе предвид дали клиниката располага со доволно количини на лекови за покривање на потребите на сите пациенти на кои што им била препишана терапијата. Значи, не навлегувајќи во медицинската исправност на одлуките на лекарите тука и не спорувајќи ја потребата од вклучување на што поголем број на пациенти на биолошка терапија, се констатирало дека постои можност од препишување на лекови во количини кои клиниката ги нема обезбедено и за кои не се одобрени буџетски средства. Ова создава ризик биолошката терапија да не е еднакво достапна за секој пациент кому му е препишана и не е во согласност, внимателно, со член 8 и член 112 од Законот за здравствена заштита. Повторно прекршување на Законот за здравствена заштита, повторно нотирано работење спротивно на закон. Зошто и кој дозволил медицинскиот директор да биде бог во клиниката? Зошто некој дозволил еден човек да одлучува кој ќе живее, а кој ќе умира? Зошто со години се толерирала работата, лошата работа, што е утврдено и со извештајот на овој директор? Затоа одговорноста, ќе кажам уште еднаш, ја носи власта, која го назначува тој директор, но и треба да врши контрола на неговата работа. Контрола на него го назначува директорот, министерот, тој треба да води контрола на работата, а видовме еден екс-министер во сведочењето пред анкетна комисија даде изјава дека појма немал што се случувало на клиниката, не знаел ни дали постои, ни дали функционира систем за контрола на терапија, така наречен като систем, никој не го информирал. Работата си одела, си течела, се набавувале лекови кој како ќе му текне, односно како сака директорот Васев. На почеток се случувале милионски суми преку министерството, потоа се дало дозвола само на клиниката да си набавува и за цело време почитуван јавен обвинител само со една фирма. И тоа треба да ве заинтересира. И министерството, и клиниката цело време си работеле со една фирма, веледрогеријата Пановски. Министерството, откако ја воведило оваа биолошка терапија, скапа, но
многу добра. Поздравието на пациентите кои ја примиле, навистина чувствувале подобрување во нивното здравје и затоа тука интересот кај сите пациенти за да ја примаат оваа скапа биолошка терапија. Уште одма склучени договори 40 милиони евра во време на Венко Филипче во Министерството, преку Министерството за здравство. Веледрогерија Пановски. Потоа, откако си фатила работата да си течи, да си мели воденицата, да се прават пари и да завршуваат во приватни джебови, директорот Васев му се дало слобода да набавува сам, а според она што го видовме од извештајот на Државниот завод за ревизија, тие си работеле како сакаат, дури си дозволиле да земаат лекови на реверс, без распишување на јавни постапки за јавни набавки, без тендери, без ништо, без дозвола од фондот за здравство дека располагаат со одредени средства. Значи, еден човек се дозволило да биде Бог. Криминалот на онкологија го измислила, го продуцирала, го генерирала власта. Вас тоа ви е многу јасно. Вие, бидејќи сте молчеле со години, не може да не сте слушнале што се случува на онкологија со години. Вие сте ангел чувар на криминалците кои направиле милиони евра, кои завршиле во приватни джебови, но пациентите го платиле со своите животи. Екс-министерот Сали кажа дека по еден извештај финансиски забележал огромни долгови дека продолжуваат да се наталожуваат во работата на Универзитетската клиника на онкологија, го повикал директорот Нино Васев и го задолжил да изготви план за тие долгови да се намалат. Директорот исцилен од поддршката која имал од власта, ниту план направил, ниту го сменил начинот на работа, ниту го намалил долгот, си продолжиле да растат долговите. Во моментот кога влегол ревизорот биле 14 милиони евра долг, во овој момент се зборува за сума од 20 милиони евра. И едно нешто што исто така вас треба да ве заинтересира и по тоа да отворите истрага, постапка, од пред некој ден имате јавно признание од тука, од Собранието на Република Македонија, на анкетната комисија, на бивш министер за здравство, господинот Беким Сали, каде што ќе го цитирам, го кажа следното. Откако побарав и добив оставка од директорот Нино Васев и покренав иницијатива за испитување на ингеренциите на економскиот директор на клиниката за онкологија, почнаа политичките притисоци кон мене. Ова го изјави бивш министер за здравство. Ве прашувам, што ќе постапите после оваа негова изјава и како ќе постапите? Дали смее да се дозволи некој да врши политички притисок врз министер во моментите кога тој си обидел да ги расчисти состојбите на една клиника каде што увидел дека не се работи според закон? Кој е тој што може да изврши политички притисок? Сигурно нема да изврши политички притисок, обвинителе ќе се сложите, чуварот во владата или во министерството. Еднаш овде јасно и гласно да ги кажеме работите како стојат. Се знае кој може да изврши политички притисок. Мојчниците од власта, премиерот, лидерите на политички партии од власта, заменик премиерот. Затоа ќе ве прашам уште еднаш. Што и како ќе постапите по ваквото признание, бидејќи овде лежи зајакот, овде е клучот. Кога чепнав, вика, во криминалот на онкологија, почнаа политичките притисоци. Ова мора да заврши. И ќе се вратам дека овде мора да има одговорност, не само заради граѓаните. Овде луѓе мора да си ја завршите вие работата, бидејќи сте платени, не од АТЕР. Вие требало многу порано да реагирате.
И овде има еден куп во извештајов неправилности. Во секоја реченица каде и да прочитате, на крајот заклучоката е спротивно на закон. Затоа ви го давам годишниот извештај и ве прашувам уште едно прашање. Дали вакви извештаи имало и во другите клиники, дали имате постапки во други јавни здравствени установи, што се случува и како се случува и дали вие ќе постапите? Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Можност за да одговори има пратеникот, тоест